Biz bütün Türkiye'ye Со турската економија во криза, председателскиот против кандидат Кемал Килич Дароглу води во многу анкети пред актуелниот председател Реджеп Таип Ердоган, ветувајќи не само економски реформи, туку и обновување на дипломатијата со западните сојузници на Турција. Дел од односите како со САД, НАТО и со Европската Унија ќе се вратат, бидејќи западната ориентација без сомнение ќе биде еден од првите приоритети на новата администрација. Продлабочувањето на врските на Ердоган со неговиот руски колега Владимир Путин преку енергетски сделки и купување руско оружје влијае врз врските со западните сојузници на Турција. Турција, членка на НАТО, исто така ја блокира кандидатурата за членство на Шведска. Некои аналитичари велат дека Москва ја гледа на дворешната политика на Ердоган како предност. Москва не ја доживува неговата политика како проруска, туку како протурска, но не ја гледа ниту како прозападна. Предпоставувам дека тоа е главниот аспект што се вклопува во агендата во Москва. Турција е силно зависна од руската енергија и туризам, како и од соработката со Сирија. Аналитичарите велат дека отплеткувањето на врските со Москва нема да биде лесно. Би било тешко да се балансираат односите со Русија со оглед на економската меѓузависност, така што би се надевале на обновени и подобри односи со Европската Унија во однос на зелената транзиција, на пример. Лошата состојба со човековите права во Турција предизвика незината кандидатура за членство во Европската Унија одамна да биде замрзната. Односите сега се повеќе се трансакциски, како договорот на Анкара со ЕУ за прием на мигранти. Килич Дароглу вети нов устав, заснован на права, за кој вели дека ќе овозможа да продолжи кандидатурата на Турција за Европската Унија. Но наблюдувачите се прашуваат дали западните сојузници на Турција се подготвени за таква дипломатска промена. Neither Washington nor Europe is prepared. Ниту Вашингтон, ниту Европа се подготвени за свет по Ердоган. На крајот, тие треба да бидат подготвени да и понудат нешто на новата влада, без разлика дали тоа е стратешки разговор, обновување на преговорите за членство во Европската Унија или враќање на трансатлантскиот сојуз со Турција. Аналитичарите истакнуваат дека западните сојузници на Турција биле изненадени кога партијата на Ердоган дошла на власт во 2002 година. Победата на Килич Дароглу, велат тие, повторно би можела да доведе до дипломатски маки.